Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. А еве денес за што ќе говориме со вас. Никогаш празниците ги најавуваше звукот на поштарот и рачно напишаната новогодишна или божикна честитка во сандачето. Денес честитките пристигнуваат со еден клик, брзо, дигитално и без чекање. Традицијата полека исчезнува, а во Данска дури и поштенските честитки заминуваат во историјата. Дали со тоа според вас ја губиме магијата на празниците или едноставно се навикнуваме на ново време? Дали празниците се посиромашни без новогодишните и божикни честитки? Секако, почитувани, верувам, особено вие генерациите кои што ја паметите магијата на добивање и испраќање честитки, ќе ја споделите денес преку вашите одговори во Црвена линија. Но и поновите генерации, верувам дека и како слушале како изгледа и колку со неизвестност и голема радост и со огромна символика всушност се дочекува и испраќаат токму овие новогодишни честитки. Кога сме кај прашањата, ќе потсетам дека денес во текот на целиот ден повторно имаме објавено анкета на Црвена линија, поточно анкетно прашање кое што се одговара доколку не следите на Инстаграм. Значи се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Штом не заследите, веднаш кликнете на Инстаграм стори. Денес ве прашуваме дали за овие празници ќе испратите честитка по пошта. Две опции за одговор, да, не. Кликате на опцијата, односно на полето кое што го содржи вашиот одговор. Стандардно Црвена линија ќе ги сумира и соопшти резултатите некаде конкретно ова издание. А за учество во Црвена линија се што ви треба е да го завртите нашиот добро познат телефонски број 02 307 0005. Не заборавајте задолжително целосно на 0 да го намалите и тонот на ТВ приемникот. Тоа значи да јас и вие да зборуваме исклучиво преку телефонска слушалка. Зошто го велам тоа, бидејќи неретко се случува оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување да ги изгубиме во однос на проверката на квалитетот на тоа, дали добро се слушаме, дали сте во програма, а сте вклучени, така да доколку тонот е активен на ТВ приемникот, на вистина најчесто вакви пречки ќе имаме. А ние најмногу од се сакаме да ги слушнеме денес вашите одговори. Секако новогодишните празници, никогаш особено ако паметите во 90-тите години, дури и на плоштадите, не ретко во огромен број, беа изложени и се продаваа на тезгите новогодишни честитки. Радоста беше голема да се избере најубава честитка за своите најдраги и најблиски и да се испрати по пошта. Па дали ве се уште го правите тоа, дали ќе за овие празници ќе испратите честитка по пошта и дали ви не достигаат едноставно честитките, верувам оние кои што едноставно им е далечно ова и не ги затекна, може би нема да зборуваат и толку носталгично. Како е да вие ќе откриете предноста или дали едноставно е може би и подобро и побрзо да ги дочекаме и честитаме празниците без традиционалните честитки. Да почнеме со Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Ете, јас од таа возрастната генерација која баш се израдував на темава, ме врати во минатото, кога ние вака пред Нова година одевме на улица Македонија, тука на плоштад, па тоа беше тезга до тезга, па купувавме честитки, па оваа честитка поубавата за по некои битни личности во плико спакована, па другата обична за некој друг, па составувај текстови, па така нешто интересно, нели, на кого што да му напишеш, нели, што да му посакаш. Колку беше Тина убаво, па кога ќе го отвориш сандучето пред Нова година, на Нова година и после Нова година некој ќе закасне, нели, некоја честитка, па кога ќе го отвориш сандучето преполно со честитки, па дури од Словенија ми праќаа пријателки, па од Србија ми праќаа пријателки, па јас на нив. Тоа беше толку убаво, а сега Тина колку ги се навлеков на тој Facebook и дури некојаш ми е криво, секој ќе добијам на месенџер 300 пораки, па оние знаеш што се исти сите препратени. Така електронски честитки што се.
толку глупо нешто ми е, па дури ни телефонот не го крева да ти честитат, а мене ми е тоа дека сум нели возрастна, сега никој млад ке ми се смее на ова, ама мене ми треба ваква комуникација, мене ми треба да се чуеме, а за честитката навистина е прекрасно нешто, да добиеш честитка тој што не го доживеал не знае, така да убава тема сте ставиле, ме расположивте. Поздрав многу и убав ден. Благодарам. Секако останете со нас, верувам дека и останатите гледачи ќе се вклучат во оваа дискусија на црвена линија. Ние секако во ова издание не подзаборавивме да ве подсетиме на магијата, особено на изборот на честитка, пишувањето, испраќањето и добивањето честитки, кои што ќе ве подсетиме неретко се наоѓа под елката. Па ајде да ве слушнеме останатите. Дали празниците некако ви се чини дека се посиромашни, а немаат она новогодишна магија, со оглед на тоа што се поретко, ако и воопшто се испраќаат честитки, но можеби вие тоа се уште го правите. Добар ден. Добар ден. Слушаме ли се? Да, се слушаме. Добре, ни дојдовте во црвена линија. Испраќате ли се уште и ве честитки? Ви не достигаат ли? Чекај. Понапред, за моје време, јас сум 70 години, понапред пошта идеше едно друго, со вреќи ги носеа. Од Велес ги носеа за селото, со вреќи. Сега нема пошта, нема ништо. Како? Така праќаја честитки од свегде, од Србија, праќаја Нова година да честитаме, па после како се увезоја фиксните телефони, па с ним честитamo Нову годину, нема честитки сега. Сега телефонски честите Нова година, ако добивamo се, важно добивamo се по Србија едно друго позволи. А уште овдека нема. Со вреќи ги носе, со вреќи има. Вреќи не може да ги подели поштарат, со струба, свири, едно друго. Народ кога се збере, селото е нашо 250 куќи и кога се збере, па оваа моја, он чита, не може да ги прочитат 3 сата честитките ти на тоа е работа. Затоа ти се највеќе. Ја знам, ја праќаше у војска беше 74-та година од војска праќаше честитки дома на сопругата на две деца, имаше треќето после и се роди. И тоа е, од војска праќаше и тоа од Риека како е постои тоа шпански дом. Големо благодарам за споделените одговори со гледачите на Црвена линија. За оние кои што подоцна се вклучивте, денес ова издание на Црвена линија го посветивме на магијата на честитките, новогодишните честитки кои што наназад низ годините беа едноставно задолжително задоволство, креативност, но и искачување за оние кои што верувам со голема радост чекаат да се појави поштарот и како што рече гледачот, ете во полна вреќа честитки да дочекаат од своите најблиски и драги честитка за Нова година. Па и ве испраќате ли честитки, се продаваат ли се уште честитки, како вие денес ги перцепирате истите? Дали сушност на своите понови генерации во семејството и околу вас им укажувате на тоа како беше магично и дали сметате дека некако еве дочекот на и овие на новата година и овие празници е посиромашен во однос на тоа што се подразбираше да се напише, пред се да се избере, па некогаш и да се направи рачна честитка и лично да се испрати до оној кој што особено сакате од срце и креативно да му ја честитате новата година и сите празници. Дали сметате дека еве некако сме од година во година посиромашни во однос на таквите исчекувања и таквата магија за новогодишните празници? Едноставно честитките дали ви не достигаат? Добар ден. Добар ден, Тина. Игор, вие сте, предпоставувам. Игор е од Битола. Да, еве во Битола се продаваат ли честитки? Има ли никаква се уште останата традиција да се напише и испрати честитка за празниците? Има, Тина, само да кажам нешто.
Мене од Австралија ми пуштаат честитки со пари, со долари. Нема е како да ни пуштат, бо Австралија беше стрикоми и стринами, а сега останаа дечињата Лилја, врачера ми, Лилја и Мишко. Лилја се зеде со еден англичанец, а Мишко кинескиња зеде. И ги поздравувам во Австралија, ми пуштаја честитки со пари. Толку бев среќен, значи толку ја чував цела година честитката, цела година ја чував. И треба да се испраќат и многу е среќа, многу е среќна работа, честитка. Еве, вие дали се уште ви се случува да испратите честитка? Иако тоа се помалку се случува, дали воопшто се случува? Ки испратам до братните вујкоми, ки испратам. Ама Австралија не можам, не знам која адреса. Тие не знам која адреса се таму. Во Шведска не можам да испратам. Тие кузне која адреси се. Таму не можам. Во Битола, да, можам. Поубави ли се новогодишните празници кога имаме честитки? Еве, сина, ќе ви пуштам вас во Телма една честитка. Умно, така, браво, треба. Ето, убава идеја и се разбира, никогаш навистина ни целиот свет луѓето се конектираат токму преку испраќањето на честитките и не ретко честитките беа дел од оние креативни часови, особено во пресрет на новогодишните празници, каде што децата не ретко беа бескрајно креативни во создавањето на честитки. Како и да е, со развојот на технологијата, особено и присуството на социјалните медиуми, од година во година честитките заминаа во заборав. Па еве, дали се уште некако се држите до таа традиција, дали ја пренесувате на младите и дали сметате дека сме помалку магични во новогодишниот вака период кога се изоставени честитките, а се почесто се заменети со оние електронски честитки кои што пристигаат на мејлови, во инбокси и така натаму. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Па тинче честитки беа многу убава работа на времето. Си попраќавме меѓу другари, другарки, си се дружевме. Кој немаше да купи честитки, ќе си нацртеше, па ги стававме во тетрадки, во делението, ги дававме. Ги праќавме на роднини. Сега ништо тоа не функционира. Сега све, божем, сме покултурни, ама ни честитки праќаме, ни па честитаме, многу ретко и честитаме на луѓе, да ви кажам. Да, порано добиваме од цела Југославија. Се дружиме со другарциња од цела Југославија. Јас имав другарка од Русија ми праќаше честитка и јас ги праќав. Значи многу убави времиња беа, многу убави. Сега на малечки им кажуваме како сме живееле. Вика, што е тоа, бабо? Како е? Ај, ќе цртаме дома честитка, интересно ми е тоа све. Ама не може да свата затоа што нема негде да им купам, да им покажам како изгледала таа честитка. Значи, сега све се изгуби. Сите оние убави работи што ги имавме ние порано, сега не се почитуваат. Нема како порано што беше. Порано и се дружиме повеќе и се. Сега немаме еден за друг време, ни да се видиме, ни да се дали имате порив во пресрет на новата година, еве токму сега, нели во овој период, да изненадите некој да му испратите честитка? Па зошто да не, ако купам, ако би видела негде да се прод... Така, благодарност за споделените одговори во црвена линија. Останете со нас и сега го слушнете ги и останатите одговори. А може да учествувате во оваа убава дискусија денес, се разбира, во црвена линија и преку социјалните медиуми. Ке потсетиме дека социјалните медиуми се почесто го завземаат приматот, каде што најчесто се честитаат родендени и празници, што се не. И најчесто тоа се прави преку испраќање на електронска честитка. А од година во година одат во заборав оние традиционални, прекрасни и неретко и рачно изработени честитки, кои што беа предвестник и знак дека ги одбележуваме новогодишните празници. Со душа ќе потсетам се чекаше поштарот, како што многумина од вас рекоа, со полна вреќа честитки. И тука ќе ве прашаме, еве, дали новите генерации, оние кои што ги имате дома како деца, внуци и така натаму, прашуваат ли за честитките, како ви им ја пренесувате таа магија и дали едноставно ви недостасува? Добар ден.
Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Види вака, понапред, што е било времето во нашите од 70 години наамо, многу е било убаво. Многу е било убаво. Многу. Зашто? Во тема ли сам? Да, ве слушаме, продолжете. Тогаш е било многу убаво времето. Сите се пратели честитки, ние децата се радувавме и така и во школа, и во градот наш во Кубано, целиот площад е било со честитки, целиот площад со честитки, купиш и испратиш, а сега као прво немаме поштар. Нашата држава е крива. И да сакаш да пратиш честитка, ние немаме поштар во Кубано. Кој ќе ти донесе честитка? Разбираш? И се наубаво на сите млади дечиња, на малечките, на старите, во новата година и сретен Божи некаде. Со среќа. Уште едно прашање, дали вие би направиле отстапка, па еве во нечие сандаче, близу до вас би оставиле честитка, да ги изненадите? А слушај, јас секоја година Драго ми е многу што споделивте и вашата приказна околу честитките, како вие доживувате магијата со испраќање на честитки, кое што некогаш навистина беше задолжителна радост. Ке го подсетам секако гледачот, слободно додека траеме, тоа важи за секој ден од вас, можете повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. А сега ќе ве принесам онаму каде што можете да земете активно учество во оваа дискусија преку коментари и споделувања. Еве како изгледаме на Facebook, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Редовно ги објавуваме темите и на двата профила. Прашањето е дали празниците според вас се посиромашни без новогодишните и божикните честитки. Пишувајте коментари, веќе пристигаат првите, бидете активни и тука. Секако ќе ги охрабрам и новите генерации, може би еве вие ќе истакнете во Црвена линија каде ја гледате предноста во електронските честитки или едноставно слушајќи ги повозрасните генерации, добивате желба и вие да ја почувствувате магијата на доаѓањето на поштарот со полна вреќа честитки. А меѓу нив и некоја за вас. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако на линија сте, во Охридци испраќаат ли се уште честитки, некако се врачуваат? Какво време беше тоа кога имаше честитки, ви кажам наискрено, значи се радувавме на честитките, која е поубава, пошарена, подобро напишана, добар текст и сето тоа. Во тоа време, јас немав време многу да пишувам, ама имам две черки, тие две се надпреварува која повеќе, по стотина честитки на едната и другата, значи, кој е по пошта, кој е во тетратката, кој е во тачната, значи, фактички беше едно добро, едно убаво време, кога многу се почитувавме. На некој начин, што се вика, дури на улица ќе се сретнеме, ќе се избушеме, ако не сме пратили и така натака. Значи, камо да се врати тоа време? Ама да се врати, ми се шири дека е многу тешко. Ево сега, низ чаршијата ретко одам, ама кога одам сега посебно пред новогодишни празници, не видов никаде да се продава честитка, да може да речеме да се негдека да може да се прати. Ама за тоа се е крива, да речем, техниката, телефонијата. Сега нема потреба да користите честитки, телефонот ќе завртите на Вибер или како ќе видели, и во лице ќе му кажете честитката, и на крај ќе му речете чао, да си жив и здрав и год. Значи, на некој начин промените се условите на живење. И сега нема ретко кој би користил, значи, таа. Благодарам за одговорите во Црвена линија. Останете, гледајте ни и понатаму. Подсетувам, почитувани особено вие кои што верувам, а ќе ве имаме такви кои што за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија. Имете во предвид дека време траењето на едно вклучување е 90 секунди.
А еве ке особено повозрастните малку наназад ке ве навратам преку она како изгледаа никогаш постарите честитки кои што навистина будат носталгија бидејќи потсетуваат на време кога задолжителна беше радоста да се купуваат честитки, да се испраќаат до оние кои што ни значат, не само во рамки на земјата и градот каде што живееме, туку и во далечните земји. Па еве, дали сметате дека празниците се далеку посиромашни без новогодишните и божикните традиционални честитки, бидејќи неретко електронски добиваме електронски честитки? Како ви беше побаво? Како сметате дека е подобро? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали се празниците посиромашни без новогодишните и божикните честитки? Так. Секако да, се посиромашки. Но знаете што? Јас си добив честитка и секоја година добивам од моите деца и внуци. Навистина, да ви го прочитам стихчето ако може. Секако. Вака вика. Зошто дете ни се роди, син ни се даде. Власта е на рамињата негови и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Исаија 9 глава 3 стих. Од моите деца ми честитаат нова година, весел Божик и среќен роден ден, пошто сум родена на 1.1. Прекрасно. Така. Исто така, Навистина честитките се сакам да ве многу. прашам, еве, децата, внуците, дали се уште е задржана традицијата во училиштата, во нивните креативни работилници да изработуваат честитки? Да, Да мислам, цртаат. Се уште го Да. прават тоа? Им се радувате, добивате ли такви честитки? Да. Секоја година. Значи, многу убава честичка. Не се гледа, ама честитките се многу убави. Од нив изработени, од нивните раце. Па дали сметате дека магијата во однос на тоа колку му се посветуваме на нешто, бидејќи честитката бара време да ја избереш, да напишеш и да внесеш малку повеќе од тоа што го прави електронската честитка? Добро, еве, ово прашање верувам ќе го одговорите вие останатите, еве, и возрастните генерации мора да признаеме, сите горе-долу го следиме процесот на развојот на технологија, веќе не ни се далечни социјалните медиуми, користиме Facebook, Instagram, што се не. И особено еве во период кога сме во пресрет на новогодишните празници, се случува инбоксот, односно електронското сандаче на Facebook или Instagram да биде преполно со електронски честитки. Па кои ви се подраги? Сметате ли дека исчезнува магијата со исчезнувањето на традиционалните честитки? Добар ден или добро вечер? Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушаме. Во црвена линија сте. Понапред многу интересно беше со честитките. Со поштарите. На школу сречки имаше, садава, луѓето повесел народ беше, се дружеше, сега нема ништо. Ало, на линија ли? Да, ве слушаме внимателно, продолжете. Сега добивам честитки само од странство од децата. Едно у Лондон, друго у Джакарта и само тие са. Еве, во земјите во кои што живеете, спомнавте и Джакарта, дали се уште се негува традицијата за испраќање честитки меѓу населението таму? Таму не знам, али идат многу касно. Ако пратат сега, ќе стигне после 20 дена. А дали вие испраќате честитки или оставате во сандаче за оние кои што ви се драги, сакате да им честитате и да ги изненадите за Нова година? Испраќам, али ретко ти кажам право. Пошто не ги добиват. Така, испораката е проблем, велите. Добро, а Да. како ги доживувате новите, модерните, електронските честитки? Модерните се за никаде не ја ти кажам право. Друго, кој ќе си напишеш што сакаш, а вака само среќна Нова година на телефонот, како, шо си, чао. Така, благодарам за споделеното и драго ми е еве што откривте дека дури и во земјите како што
ја запомнев Џакарта, каде што живеат вашите деца, ја негуваат традицијата и токму пред празниците, особено новогодишните, ви испраќаат честитки. Честитките си имаат своја историја, па еве ќе потсетиме дека новогодишните честитки изработени првично биле од картон со романтични прикази на зимска идила. А сега се само спомена едни минати времиња. Тие не потсетуваат на детството и топлата, бајковита, празнична предновогодишна атмосфера. Денес, особено новите генерации, бидејќи тоа им е најверојатно и непознато, ретко се радуваат на полно сандаче. Повеќе се радуваат на полно електронско сандаче. Па сметате ли дека исчезнува магијата и некако е посиромашно да се дочака нова година и да се одбележат новогодишните божикни празници без оние традиционални честитки? Добро вечер. Добро, јас уште еднаш ќе се обитам. Добро вечер, дали имаме некого на линија, на црвена линија? А еве каде се всушност предностите во однос на традиционалните честитки. Тие имаат и предности, но секако и недостатоци. Најмногу недостатоци всушност во однос на електронската пошта, бидејќи таа што ја замени убавата стара традиција, и електронските честитки се оние кои што постојано ги добиваме, се разбира, во електронското сандаче. Предноста е што се бесплатни и експресно брзи. Но не можеме да ги зачуваме во албуми, да ги врамиме или да ги ставиме под елката. Па испраќате ли се уште еве честитки до своите блиски, каде и да се, или дали оставате можеби во сандаче честитки вака во пресрет на новогодишните и божикните празници, негувајќи ја старата добра традиција? Добро вечер. Само да ти кажам, само два збора ќе ти речам. Може и повеќе. Сега бројеги 35 честитки имам од 40 години. Јас на Телма ќе пратувам у петак изу. За Велес на Телма ќе праќам ни за црвени линии. Ќе ми биде многу драго да го сторите тоа. А имам 35 честитки пред 40 години, сега ги бројам да видам колку се останени, не се испратени тоа време. Преко 40 години сигурно. А 35 имам неиспратени. Тоа е, не ми се збори. Важно ќе прату на Телмо, едно од Белес ќе го прату. Од пошта директно. Да знаете дека ќе се радуваме многу и со душа ќе очекуваме онака како што се очекуваат традиционалните новогодишни и божикни честитки. Тина, ќе пишу кој испраќа, ќе пишу на њоза. Секако. Па тоа е нели и всушност магијата на новогодишната честитка. Со нетрпение се очекуваше да се отвори сандачето. Ама ја име и презиме моје ќе пишам кој испраќа од која место. Така. Па тие беа и процедурите. Благодарност. Ако имате уште нешто да додадете, освен на црвена линија и Телма телевизија, каде ќе испратите честитка? Па на Телма. Ама покрај нас и на кого уште? Па на тебе, на Тина, на црвена линија. А една за мене и една за црвена линија. Во ред, изненадите, ќе ни биде особено драго. Почитувани, продолжуваме понатаму, се разбира генерациите кои што живеат во новото време и апсолутно, особено еве со брзиот развој и на вештачката интелигенција, некако традицијата оди во заборав, особено оние нешта како што беа новогодишните и божикните честитки. Па да слушаме, еве, дали ја негувате традицијата? Знаете ли да ги изненадите блиските со новогодишна честитка или дали би се израдувале, дали вас ви праќаат честитки? Добро вечер. Ало. Добро вечер. Поштување, госпожа Тина. Господине Никола, кога последен пат пративте честитка? Вака се, како беше таа песната од Нови фосили? Добри стари времења, како беше таа, не ми текнува. Слушайте, јас сум од Скопје, значи пред 66 година. Од Тино Вардар до площадо преку Македонија, преку семафорите имаше тезги, честитки, илјадници честитки и стотина луѓе кусур. Значи тоа, тие добри времења не се враќаат. А
честитка нема пратена може 20 години и повеќе. И нема тие времења. Не само честитките за тие празниците, него и дружбата, и дружењето, и народот се смени во овие луди времења, овие 35 години. Не само честитките што беа добри, и животот беше добар тогаш. Ама ние плукаме по тој добар живот што беше во времето на Тито и се. Сега баш ни е убав. Тя мора пак и да се спомне и партиите, политика, дајде да не ја спомнуваме. Да не ја спомнуваме добри, не ја спомнуваме, не. Добри времења беа. И честитките беа радости, кои ќе ми текне во зграда, живе сандачиња, немаше место, паѓа доле и никој не ги фрлаше кинеше. Секој ќе види, за кого ќе ставеше во сандучето. Ги нема тие времења. Уште 100 години дали ќе се вратат. Ај бидете поздравени. Бидете поздравени, но останете со нас, следите и понатаму Црвена линија. Уште еднаш ве потсетувам, бидете активни и на социјалните медиуми. Она што очекуваме од вас е секако да дадете одговор на денешното прашање, а тоа е дали празниците се посиромашни без новогодишните и божикните честитки. Продолжуваме малку со вас во живо и наскоро ќе продолжиме секако да ги читаме и одговорите како коментари. Пишувајте, бидете активни. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Дали честиткиве, празничниве се посиромашни, не се посиромашни, сега електронски, али ние имавме пуштено, јас имав Австралија и не му не појде честитката. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам, целосно. Момент. Дали ме слуша гледачот? Ало, добро вечер. Добро вечер. Од Битола ви се... Ете што убаво ве слушаме. Празниците се посиромашни без новогодишни божини честички. Добро, беше интересно. Тогаш ги добивавме нели по 20. Ало, ме слушате? Внимателно ве слушаме, продолжете си. Ќе ни дојдеа 20-30 честитки и ќе ги наредевме на десниот горен агол, ќе ги сошиевме и ги го обесевме начош и беа многу украсиви. Али јас негде пред 5-10 години пуштив Австралија честитки и не му појдоа. А и поштите веќе не ги носат сега. Не ги носат честитките. Значи да пуштиш нешто преку пошта нема да појде. Значи џабе што ќе еве и до Алп, ќе покушам во Алп да ви пуштам во Телма и во другите телевизии, ама сигурно дека нема да дојдете. Ајде, дали рачно оставате во сандаче, барем онаму каде што можете да ги изненадите? Ништо наш алтер ги однесов пошта се во Битола, ти викам пред 5-6 години за Австралија таму. Не, но дали рачно еве ви се случува тука меѓу соседите и драгите луѓе околу вас што живеат да ги изненадите со честитка? Голема благодарност за гледачот, секако испраќајте ни честитки. Ајде, бидете оние кои што ќе ја вратиме традицијата, бидејќи она што не се заборава, иако малку чудно им звучиме на оние генерации кои што не ги дочекаа нели оние традиционални новогодишни тезги преполни со честитки. Па ви се чинели дека новогодишните празници, божикните празници изгледаат многу посиромашно без токму таа магија на новогодишните честитки. Добар ден. Или добро вечер. Се исто. Добро вечер, ве слушаме. Така. Види сега, пред 40 години немаше друга комуникација да се разбереме. Пред 50 години немаше, тоа беше едино средство што на тој начин и комуницираме со честитки и со писма. Тога и телефонот беше луксус и това кошташе, например, да се јавиш од друга држава, да се јавиш, тоа беше едно нешто за да платиш току и таа комуникација. Беше најевтина комуникација со писма и со честитки. Ајде, што повеќе ве радува, електронска честитка во електронско сандаче или рачно, особено изработена од вашите внуци и дечиња? Деца, мисля јас дека за мене е това
подобро. Старото време е подобро. На тој начин беше като си израдував. Сега тоа што преко телефонот го пуштиш, не го ни видиш, ни само што на еден начин. За мене старото време подобро. Оти за старо време кога ја бех на твои години или помлад, едина комуникација што беше што те израдува и тоа беше едно нешто да добиеш честитка или разредница да ти испрати, да постарот ти донесе. Тоа беше нешто Божјо, како да го рече, нешто повише од да се радуваш. И тоа беше еден успомен што највише тие честитките или разредници ги чуваме со години и тоа, а сега е тоа нешто просто си заминало и така. Благодарам многу што секако еве своите 90 секунди вашите одговори ги споделивте со гледачите на Црвена линија. И како што ви видев, почитувани, време е да ве префрлам онаму, каде што можеби ги гледаме најголемите виновници, тоа се социјалните медиуми, електронската пошта и електронското сандаче кое што се полни со електронски честитки. Но кај нас, нашиот зид и објавата се полни со коментари. И драго ни е за тоа. Па еве почнуваме со читање на истите. Ќе почнеме со она што го напиша Тихи Дон. На прашањето дали празниците се посиромашни без новогодишните и божикните честитки, Тихи Дон напиша: секое време се носи свое бреме. Мани и предности. Традицијата ја изгуби борбата со модернизацијата. Но дали понатаму еве ги чувствувате магични новогодишните и божикните празници без присуство на новогодишните честитки? Исчекувањето да видиш дали некој ти испратил и дали сметате дека можеби на вредноста и радоста најмногу удел има трудот и емоцијата која што се вложуваше да се напише најубавиот текст за драгата личност и да ја се посака се најдобро во новата година. Добро вечер. Добро вечер. Убава вечер. Испративте ли некому честитка, еве да прашам? Се слушаме така? Да. Имате ли испратено еве честитка? Па немам што кога сите електронски работат, знаете, ќе ви речат застарен систем. Навистина сега е друго време и мора да се прилагодиме на тоа. Меѓутоа, јас сум од едно претходно време и навистина тоа е незаменливо да идеш да избираш честитка, па цел плоштад таму со продавачи на честитки, па ваква, таква, па ја праќаш одредена намена, па кој ќе ја примат тие радосни до бескрај. Ама имаше и пошта, знаете. Сега нема пошта, па тоа кој ја прати по пошта не знаеш која ќе стигне. Ќе стигне после месец дена. Значи се е тумбе превртена работава, ама што да правиме? Мора да се движиме во тек со времето. Електронски да, али факт е дека ние се повеќе се отуѓуваме. Електронска комуникација, електронски средби, дури и во кафичко а седат на телефон гледаат, разбирате? Тоа е страшна работа, ама неизбежна. Што да правиме? Иде времето на вештачка интелигенција, што знам, луѓето може да ќе вегетираат само, што да кажам, други ќе командуваат со електронски уреди и роботи. Ајде, дали би направиле отстапка, барем мрачно, во своето најблиско обкружување до оние кои што ви се драги да ги изненадите со честитка? Би го сториле? Би сакал, ама за жал ми помина времето, не сум во состојба да идам да ги купам и да ги однесам, свеѓате? Така. По пошта не можам да ги однесам. Благодарно за споделените одговори. Уште еден, секако ќе прочитаме коментар. Никола Кузески напиша: за сиромашно не е сиромашно, а за честитки се продаваат, ама никој не купува и се честита само усно и преку Фејсбук. Мише напиша: дефинитивно празниците се посиромашни без честитки. Јас сум од таа генерација што за Нова година и Божик се радуваше на секоја добиена честитка. Од роднини, школски другари и другарки. Паметните телефони, социјалните мрежи дефинитивно ги пензионираат честитките. Одеме со реклами, не го менувате каналот, се враќаме со резултатите од анкетата. Да погледнеме како одговорија на денешната анкета на Црвена линија, оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете на во овој момент, учествувајте во утрешната
Денес Црвена линија праша дали за овие празници ќе испратите честитка по пошта. Еве ги резултатите. Со да одговорија 35%, со не 65%. А ние секако ќе ве потсетиме зошто да не се обидеме да вратиме старата традиционална магија на новогодишните празници. Испратете, оставете во сандуче некому честитка и не заборавајте да гледате Телма телевизија. Утре нова тема, нов предизвик, нова Црвена линија, а во продолжение следува да се кажеме со Горан Петрески. Довидување од мене.